Особено овој податок за поддршката на договорот за Бугарија на крајниот исток, за мене е интересен ако се види дека тој истиот исток е, да речеме, поконзервативен во однос на прашањата поврзани со евентуалниот компромис со името. Сега, и во договорот со Бугарија беа засегнати историски, културолошки, јазични, идентитетски прашања и во прашањето за името на некој начин се тврди дека ќе бидат засегнати такви прашања, но имаме исток кој што е позитивно наклонет кон договорот за Бугарија и исток кој што е порезервиран во однос на евентуално решавање на прашањето за името со Грција. За жал, која е логиката сега? За жал не се поврзуваат двете прашања или граѓаните не ги поврзуваат двете прашања, размислуваат засебно одвоено за првото односно за второто и ги слушаат центрите на моќ или дефамацијата која што ја добиваат од политичкото лидерство. Дури знаете, извинете, да речеме, мислам дека ставот на Грција во однос на овие теми е почист во смисла на тоа вашиот јазик е различен и од српскиот и од бугарскиот. Во оваа земја живее етникум различен и од србите и од бугарите. Да, сега е проблемот како тоа се именува. За разлика од Бугарија, која што има проблем да признае автономност на јазикот, има проблем да признае дека овде има засебна етничка група. Меѓутоа, Бугарија, например, призна дека во оваа држава има службен јазик, кој што е службен јазик на државава, меѓу другото е различен од нивниот. Ако имавме проблем тука да го признае тоа, веројатно ќе имавме проблем да го потпишеме договорот воопшто. Да, ама имавме еден Бојко Борисов кој што не радо одговори на тоа прашање среде Скопје. Па добро, ама кажа дека ќе го потпишеме на службените јазици на двете држави, согласно уставот, кој да е. Мислам, знаете како, на крајот ефектот е тој. Она што е добро или е добро заради тоа што се слуша мислењето и на тој начин се гради перцепцијата, ама е поразително паралелно заради тоа што користиме дефамација наместо да даваме аргументи за или против, или аргументи зошто нешто би било подобро, односно како да биде тоа подобро. Кога станува збор барем за овие суштински прашања за државава. Да, не е тоа внатрешна реформа и можеби нема да се одрази веднаш на животот на луѓето, меѓутоа ќе придонесе за промена на животот на луѓето.